Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денеска тука за активности кои се реализираат во рамките на Укло Колорс. Останете со нас на 90,8 да дознаете повеќе за нив. За души две нераскаѓана, ова е песна недопејана, заборавена. Ова е приказна за души две што беа свет без граница. Вечна љубов си ветува, а сведок небото им остана. Времето лечи се, но само едно не. Ова лужнаво срце спомен од тебе. Каде погрешивме, што не сме истите? Дали имам надежда на сили не? Времето лечи се, но само едно не. Ова лужнаво срце спомен од тебе. Каде погрешивме, што не сме истите? Дали имам надежда на сили не? Мина денови и години, те гледам, ништо ти не промени. Иста си како што те оставив, не си мала, веќе застани. Ние бевме млади души две, следоси сме на едно убаво време. Пред небото се заветивме, вечна љубов да живееме. Времето лечи се, да само едно не. Ова лужнаво срце спомен од тебе. Каде погрешивме, што не сме истите? Дали имам надежда на сили не? Времето лечи се, да само едно не. Ова лужнаво срце спомен од тебе. Каде погрешивме, што не сме истите? Дали имам надежда на сили не? Времето лечи се, но само едно не. Ова лужнаво срце спомен од тебе. Каде погрешивме, што не сме истите? Дали имам надежда на сили не?
Емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛ Битола ја започнуваме со информацијата дека во периодот од 22 до 24 октомври 2025 година во Падерборн, Германија, се одржа 3-дневен состанок на работниот пакет 2 од Колорс Алијансата, посветен на унапредување на дигиталната инфраструктура, микрокурсевите и педагошката поддршка. Представниците од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професорката Андријана Боцевска од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, Васко Сиваков, раководител на секторот за информатички и комуникацијски технологии на УКЛО, и доктор Елена Шалевска, лектор на педагошкиот факултет, со своето активно учество и стручност го афирмира универзитетот како посветен партнер во процесот на дигитална трансформација на високото образование. Посебно истакнат нивниот придонес во рамки на работилниците преку оригинални идеи за инклузивност во информатичко-комуникацијската технологија и примената на вештачка интелигенција во наставата, што представува значаен чекор кон иновативни и отворени пристапи во наставно-образовниот процес. Во согласност со агендата, состанокот беше насочен кон тековниот напредок на дигиталните платформи на Алијансата, вклучувајќи ја распределената архитектура на LMS Bloom Hub, подготовката на каталогот на курсеви и оформувањето на Центар за педагошка поддршка. Разгледана беше и иницијативата One LRS to Rule Them All, насочена кон интеграција на податоците за учење од 9 универзитети и воспоставување унифицирани стандарди за квалитет и интероперабилност. Работниот дел е заокружен со дискусија за развој на микрокурсевите и дигиталните беџови, усогласени со Европас и инфраструктура за дигитални акредитиви на Европас, како и за механизмите за автоматско признавање на ЕКТС кредити и унапредување на студентската мобилност. Настанот заврши со посета на музејот Хајнц Никсдорф, најголемиот музеј во светот посветен на компјутерската технологија, инспиративен пример за поврзување на историјата и иднината на дигиталните иновации во образованието и науката. Броев сите чекори до тебе, а ти ко сенка ми бегаше. Сите зборови ги трошев залудно, ти молчеше, тоа беше доволно. И кога сите слики бледеат, само твојата стои јасно. И кога се во мене тоне, само ти си во мене. Без да кажеш збор, ме скрши и ме крена горе. Твојата тишина збори повеќе од 1000 гласни зборови. Без да кажеш збор, ме најде кога се губам сам. Во свет што го нема, ти си мојот мир и мојот храм. Како да не мислам на нас, секоја песна ме носи назад, секој ритам твоето име го шепоти, секоја нота срце ми отвори. И која други ке ме гледат, во мене само ти живееш. И кога сите ке си заминат, само ти остануваш. Без да кажеш збор, ме скрши и ме крена горе. Твојата тишина збори повеќе од 1000 гласни зборови. Без да кажеш збор, ме најде кога се губам сам. Во свет што го нема, ти си мојот мир и мојот храм. Без да кажеш збор, без да кажеш збор, без да кажеш збор, без да кажеш збор, се губам сам. Во свет што го нема, ти
си мојот мир и мојот храм. Во текот на зимскиот семестар 2025-2026 започна нов циклус на отворена пракса со пристапот мултикреација, создаден од професори на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Во активностите учествуваат 45 студенти, неколку професори, 2 универзитета и 3 општини – Битола, Прилеп и Вентспилс од Латвија. Иницијативата представува пример за иновативно учење преку работа, каде што теоријата и праксата се спојуваат во реални предизвици од заедницата. Преку Алијансата Колорс, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и Универзитетот во Вентспилс, Латвија, овозможуваат размена на знаење, искуства и инспирација меѓу студенти и ментори од две држави. Основата на овој пристап потекнува од долгогодишната работа на професорите на УКЛО, кои го развија концептот мултикреација, пристап насочен кон проблеми од повеќе засегнати страни. За него зборува академската раководителка на УКЛО Колорс, професор доктор Рената Петревска-Нечковска. Сега се случува во овој семестар и како обврска беше во Алијансата да имаме, мислам, по 2 во секој партнер, во соработка со други партнери. Сега што се случува? Кај нас имаме 2 такви hands-on projects, односно отворени практикантства. Едниот беше меѓу биотехнолошкиот факултет и факултет соодветен од Универзитетот во Осијек, Хрватска, со партнерите, и професорката Елена Јошевска го спроведи со своите предмети и студенти и го заокружија многу успешно. Веќе ги поканивме да го направат својот портал на Moodle и веќе имаат тие предлог како сега тие да бидат организатори на следниот таков практикантски проект, а другиот е нешто што ние го правиме на економскиот факултет воедно на моите предмети по управување со промени и деловно комуницирање и колешка, моја колешка и незините студенти од Универзитетот Вентспилс во Латвија. Сега што правиме? Она што ние досега на економскиот факултет Прилеп го воспоставивме под името Multi-Creation, значи пристап во кој што проблемски се настапува кон партнерите од дали се институции, општини, од бизнисот, често сме имале, ги решаваме нивните проблеми и предизвици и студентите своите проектни задачи, семинарски истражувања и тимска работа ги прават буквално преку тоа. Сега испадна дека всушност нашиот Multi-Creation наоѓа примена низ цела Алијанса, го нарекоја така, HOP, hands-on project, и овој пат ние она што го правиме е Communicate your city to tourists, односно комуницирајте го вашиот град на туристи. И ги поканивме со официјален допис општините Битола, Прилеп и Вентспилс. На наше драго срце и задоволство големо прифатија веднаш, ни назначија луѓе, а студентите цело време ја дизајнираат и практикуваат таа комуникација. Им поставивме прашања, ни одговорија темелно на сите тие прашања и во таа соработка за градовите, за овие 3 градови, сакаме да понудиме решение во поглед на мапа, интересна мапа која што ќе ги има, не знам, 10 најважни места за да ако ја посетиш Битола си турист во еден ден, Прилеп и Вентспилс, и веројатно ќе целиме кон тоа, бидејќи соработката со нашиот асоциран партнер општината Битола е огромна. Ќе целиме кон тоа и тоа да се случи и како инфоточка за туристи, која што ја нема Битола, имало обиди и проекти нормално претходно. Сега ќе правиме да ги обединиме сите тие работи и вистина да го видиме ефектот од тоа, каде што нашите студенти можат да бидат со платена пракса или делумно тие кои што ги даваат информациите за туристите, ќе ја имаат придружно мапата и на тој начин и дигитално и во живо би ги унапредиле состојбите на нашите градови. Според професорите Рената Петревска-Нечковска, Моника Ангеловска-Дичовска, Маријан Ангелевски, Анета Ристевска-Јанкуловска и Емилија Ѓоргиевска од Економскиот факултет во Прилеп, Даниела Колтова-Нечовска од Техничкиот факултет Битола и Мимоза Богдановска-Јовановска од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, новата етапа на учење преку работа резултира со составање на алијанса што ги обединува едукацијата, иновацијата и општествениот развој.
Како што истакнува академската раководителка на Uklo Colors, професор доктор Петревска Нечковска, преку проблемски ориентираното практично учење што се вградува во наставата, со вклучени стейкхолдери и европски партнери, трасираме пат кон апликативност и коеволуција на знаењето. Финалните презентации, видеа подготвени од студентите на кои се прикажани нивните истражувања, компарации, предлози, решенија за унапредување на туризмот во Битола, Прилеп и Венспилс ќе бидат презентирани на 4 ноември на Економскиот факултет во Прилеп. А сега во продолжение разговорот со професор доктор Рената Петревска Нечковска за филмот Корени и крилја европска диплома дома, направен во рамките на истоимената кампања на Uklo Colors. Со вас за уште нешто што е актуелно еве, филм Корени и крилја, произведен од кампањата на Универзитетот Корени и крилја европска диплома дома. Па еве уште за тоа накратко ако може. Да, значи на нашата кампања за средношколци, националната кампања Корени и крилја европска диплома дома беше исклучително успешна и добивме творби од целата држава. Средношколци со нивните ментори. Творбите, како и во поканата и во повикот, беа аудиовизуелни, драмски, литературни, на најразлични начини учениците се обидува да се изразат. Сега, едно нешто што издадовме беше брошурата Корени и крилја, која што им ја дадовме и на тие кои што беа придонесувачи во истата, во кампањата. А она што недостигаше беше како да се раскажат и прикажат драмските прилози на конкурсот и воопшто да се даде еден целокупен преглед. Па така, заедно со Colors Juniors и со нашите Ноела и Лука, како што беше повикот за конкурсот, така заокруживме и еден документарен аматерски филм, кој што нашиот универзитет ќе го испромовира и кој што ја заокружува и ја доловува целокупната фактичка атмосфера на младите, констатацијата на реалноста, но и констатацијата на убавините на нашата држава, на нашата Македонија и надежта која што тие ја гледаат како некакво решение за да имаат крилја, а сепак да бидат кај своите корени. Одамна те сонувам секој ден, препознав во тебе пламен по себе.
На крајот од денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио КФМ Битола потсетуваме дека до 10 ноември е отворен повикот за студентите од прв, втори, трет циклус студии за вклучување во активности на Европската универзитетска алијанса Колорс. Секој студент треба да ги исполнува следните услови: добро да го познава македонскиот стандарден јазик и англискиот јазик, да ги познава Microsoft Office и алатките на Google, да има основно познавање за софтверските алатки за дизајн на слики, видеа, веб дизајн, програмски јазици или желба да ги научи и да ги познава алатките за комбинирана соработка. Од секој студент се очекува да биде проактивен, односно самоиницијативно да презема активности и обврски и да дава идеи, да биде одговорен, навремено да одговара на задачите, да има желба за развој, работа и надоградба, да е посветен кон работата, да се вмрежува без предрасуди, да има култура и почит во комуникацијата со соработниците од земјата и од странство, во алијансата и надвор од неа. За вклучените студенти, за определени предвидени активности следува и финансиски надомест. Дополнително голем број студенти ќе имат можност да придонесат во активностите на алијансата и да градат знаења, вештини и компетенции. За придонесот ќе бидат вреднувани на различни начини, со сертификати, дополнителни ЕКТС кредити, потврди за пракса, сертификати за воннаставни активности и така натаму. Искуствата и истражувањата што ќе ги прават во активностите може да бидат основа и за дипломски, магистерски и докторски теми, научно-истражувачки трудови и проектни задачи, како и нематеријална придобивка. Заинтересираните студенти може да аплицираат на повикот, кој што е објавен на веб страницата на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, uklo.edu.mk, како што кажавме, најдоцна до 10 ноември 2025 година. Таа твоја рака гасне мојата мака, јас спокојна сум, ништо не ме плаши, штом си тука ти, блика сонце в чаши, што ги помниш ти. Без тебе кода паѓа, без ни ден од што се раѓа, и то на тој некој мрак, оставен без трак. Тече празно време, в некој немир да ме земе. И слаба сум, слаба јас, осамена без глас. Сепак ти си тука, ти неизбежен, како моја сен, како шепот најнежен. Дури секој зид, ти ми разбираш, но лепе се ти. Ми подаваш рака и секогаш така дажна кога сум. Таа твоја рака гасне мојата мака, јас спокојна сум, ништо не ме плаши, штом си тука ти, блика сонце в чаши, што ги помниш ти. Ми подаваш рака и секогаш така дажна кога сум. Таа твоја рака гасне мојата мака, јас спокојна сум, ништо не ме плаши, штом си тука ти, блика сонце в чаши, што ги помниш ти. Почитувани, тука го завршуваме ова издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио КФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на КФМ Битола, магистер Сонја Тантарова Груеска. Бидете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце, и немам сила веќе да те погледнам во лице. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце, да не можам на друг да мислам освен тебе. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде
појавуваш и се застанува. Милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг. Бум бум бумеранг. И немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг. Бум бум бумеранг. И немам каде јас да побегнам. Да побегнам. И немам каде јас да побегнам. Бум бум бум. Бум бум бум. И немам каде јас да побегнам. Бум 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 бумеранг. Бум бум бумеранг. И немам каде јас да побегнам. Како бум бумеранг. Бум бумеранг. И немам каде јас да побегнам. Укло ФМ Битола. Ноември 2025 година. Укло ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk